По свинската чума, нова болест му се заканува на добитокот. Регионот исправен пред нов здравствен предизвик кај животните. Маларична болест која ги сотре овците и козите во повеќе европски земји веќе е присутна во Грција, каде досега се уништени приближно 17.000 грла овци. Таа не е опасна за луѓето, но е погубна за домашните животни и за неа нема лек. Македонија вложува напори да се спречи појава на болеста и да се заштитат над 487.000 овци и кози во земјава. Агенцијата за храна и ветеринарство забрани увоз на животни и нивна преработка од земите каде е присутна. Кај нас болеста засега не е присутна, но постои опасност да се појави. Тоа ќе се одрази нормално на стопанството и економски Македонија ќе изгуби многу. Со Министерството за внатрешни работи, каде што се договоривме на состанокот заедно со министерот Панче Тошковски да имаме поголема контрола на илегалниот увоз на животни. Главен начин за контрола на болеста е со имплементирање на строги мерки кои вклучуваат убивање на сите животни во заразените стада. Нема други мерки, односно постои вакцинација, но мора да знаеме дека доколку се примени вакцинација, тоа ќе има последици во однос на извозот на производи од земјата. Во овој случај, во нашиот случај, тоа е извоз на јагнешко месо, кој е многу битен за македонското сточарство. Што се однесува на состојбата со болеста африканска чума кај свините, која не само кај нас, туку и во Европа и светот нанесе големи штети на свињарството и го дестабилизира пазарот на свинско месо, кај нас состојбата е стабилна. Последен случај беше регистриран во Певческо и досега се угинати околу 10.000 свињи. Представува една од болестите кои што се нотирани како економски најголеми, со најголеми загуби, значи воопшто во историјата. Ние секако како земја не сме извозници и во тој дел не афектира моментално, меѓутоа болеста е присутна кај дивите свињи и тоа е голем проблем кој што многу тешко ќе се реши. Годинава евидентирани се 3 жаришта на свинска чума кај 2 некомерцијални одгледувалишта, а што се однесува на дивата популација, досега болеста се проширила на вкупно 72 ловишта.